Денес во кругот на клиничка болница Штип беше поставен камен темелникот на новиот објект. На поставувањето на камен темелникот присуствува премиерот на техничката влада за спроведување избори Емил Димитриев, министерот за здравство Никола Тодоров, голем број пратеници, доктори, специјалисти останати вработени во болницата. Станува збор за проект кој ќе ги удри темелите на најсилниот носечки столб во државата, а тоа е здравството. Новата болница ќе биде со врвни стандарди по европски терк, со најмодерни карактеристики и функционалност како за медицинскиот персонал, така и за пациентите, истакнаа директорите на клиничката болница доктор Александар Стојановски и Елизабета Папарова. Со низиниот просторен капацитет, човечки потенцијал и современа апаратура ќе овозможи на нашите пациенти врвна здравствена заштита, специјалистичко-консултативни услуги, кои што ќе бидат на многу повисоко ниво во однос на квалитетот и квантитетот, односно постојните услуги ќе бидат зголемени во број и во подобар квалитет, а воедно ќе се воведат и нови здравствени услуги. Новата болница ќе представува врв на квалитетните здравствени услуги кон кои се стреми секој вработен во оваа установа. Впрочем, ние и постоиме за пациентите, а пациенти сме сите ние. Позитивното со новата клиничка болница ќе се рефлектира и врз условите за работа, каде ќе работат околу 500 лица, од кои 130 доктори специјалисти и сестри останати, кои се нашата гордост, чиј живот е насочен кон усовршување на нивните знаења. За почетокот на изградбата на новата клиничка болница говореа и пратениците во Собранието на Република Македонија Никола Мицевски и Трајче Димков. Нека ни е честит почетокот на остварувањето на еден вековен сон на граѓаните на Штип и Источна Македонија. Сон кој што генерации наши сограѓани го чекаа. Ова е дел од остварувањето на програмата на изборната програма на ВМРО-ДПМНЕ и поздрав за сите оние скептици кои што многу време зборуваа дека ова нема да биде никогаш реалност. Еве, драги сограѓани, проектот Клиничка болница во град Штип, која што ќе биде едно место и за сите граѓани од Источна Македонија, веќе станува реалност. Посебна чест ми е што можам да говорам денес, инаку болницата чувствувам дека еден од најважните објекти, најважните проекти кои владата Република Македонија ги прави за Штип и го заокружува оно што сето го направи досега за Штип и за штипјани. Јас би сакал да ви се заблагодарам на сите вас, пред се на менеджерскиот тим, кој на некој начин ги обезбеди сите услови и документи, меѓутоа и на градоначалникот на општина Штип господин Тилчо Захариев, кој исто така со неговиот тим, локалната самоуправа, советот, створија услови да се гради овој објект, пред се и на министерот за здравство господин Никола Тодоров, кој на некој начин е еден од иницијаторите за изградба на оваа болница, меѓутоа благодарност до членовите на владата, пред се најголема благодарност до нашиот председател господинот Никола Груевски. Денес е голем ден за Штип, бидејќи се удираат темелите на нова болница, темели кои се наоѓаат во склоп на старата, изградена пред 80 години и била прва во Источна Македонија, истакна првиот човек на град Штип, примариус магистер Илчо Захариев. Сега, после 80 години, ние сме среќни што во нашиот град ќе никне на такво здание. И затоа е чест и гордост да се биде прв човек на овој град кога се започнува еден таков капитален објект. Јас на еден митинг во 2013 година реков дека сите патишта следните 4 години ќе водат кон Штип. И навистина, една кохезија која имаме со владата на Република Македонија, со министерствата, го исполнија тоа мое ветување. Градежната инвестиција на овој капитален проект е околу 30 милиони евра, а вкупната инвестиција е приближно 56 милиони евра, во кои се вклучени 1 милион евра за проектирање, над 16 милиони евра за опрема и останати инфраструктурни зафати во вредност од околу 130.000 евра. Ова во врска со обемниот комплетен проект, подготвен според сите стандарди, го истакна министерот за здравство Никола Тодоров. Дека на овој чин на поставување на камен темелник му претходеше долг период на макотрпна и посветена работа. Изработен беше идеен и основен проект. Паралелно беше изработен и архитектонско-урбанистички проект, а процесот на подготовка за техничка документација траеше подолго од 1 година. Вкупно 5 стручни тимови изработија над 30.000 страници документација,
која што беше дополнета со елаборати за противпожарна заштита, животна средина, звук, енергетска ефикасност и заштита на градежната јама. Но објектот на новата клиничка болница ќе опфати површина од околу 34.000 метри квадратни, што значи повеќекратно зголемување на постојната површина. За проектот Нова клиничка болница во Штип пред присутните се обрати и премиерот на техничката влада за спроведување на избори Емил Димитриев. Комплексот ќе биде распределен на 8 нивоа со голем број на болнички оделенија и центри. На последните 3 нивоа ќе бидат сместени болнички соби со сите неопходни содржини за директна поддршка и медицински надзор, додека во подолните катови се проектирани сите неопходни содржини за диагностика, интервенции и третман, како за болничките, така и за амбулантните пациенти. Според изјава од министерот за здравство Никола Тодоров, новиот објект на клиничката болница во Штип ќе биде завршен за 2 години.